Почитувани гледачи, добро вечер во отвореното студио на телевизија Нова. Во Париз денес и утре се одржува самит посветен на Западен Балкан, на кој учествуваат и некои држави и земји членки на Европската Унија. И се разбира, учествува и Македонија со своји представници. Таму е премиерот Емил Димитриев, вице-премиерот Владимир Пешевски, министрот за надворешни работи и вице-премиер Никола Поповски. Те има своји изјави, го оценуваат овој самит како позитивен, на кој што генерално се говори на две-три важни теми, а тоа е безбедносни прашања поврзани со бегалската криза и со бегалците и економските прашања, особено за енергетиката. Има нешто и околу действувањето на младите, но за тоа потоа. На овие теми и на оние што произлегуваат од целата ова македонски пат кон евроатлантските интеграции, внатрешната криза, ќе говориме со моите вечерашни гости. Страшо Ангеловски, добро вечер. Добро вечер. Инсистираше без никакви додавки. И Тони Дуновски, универзитетски професор, вечерва во улога или представник на Македонски манифест. Добро вечер. Добро вечер. Ако сакате, господа, да почнеме или прво да ги проследиме изјавите на нашите представници во Париз, да бидеме актуелни со тоа што таму се случува, па ние ќе ги анализираме. Прво мораме да речеме не македонскиот пат кон евроатлантски интеграции, туку македонскиот ќорсокак кон евроатлантски интеграции, за да бидеме појасни пред гледачите. Затоа што е тоа пат кој не води никаде. Пат забарикадиран со високи барикади кои Македонија некој не сака да ги помине. Токму затоа. Да, и може би ќорсокак затоа што цената која што се бара од Република Македонија и од македонскиот народ за да бидеме полноправен член на НАТО е превисока и тоа нема да се случи се додека постои таа ирационална и антиисториска уцена на Република Грција за промена на македонското име и идентитет, што е практично исто. Тоа е таа висока барикада која едноставно ние не можеме да ја преминеме. Да, но се разбира при тоа можни се излезни решенија. Едно од излезните решенија е доколку се воспостави оној меѓумакедонски консензус, не само граѓански, туку политички консензус во врска со црвените линии за неменување на идентитетот и името на македонскиот народ и особено инсистирањето за задолжителен референдум ако има некаков рационален предлог кој што ќе ги зачува основните идентитетски знаци на Република Македонија и македонскиот народ, ако се зацврсти тој и реактуализира, реобнови тој длабински консензус, особено помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, мислам дека тогаш излезно решение е разбирањето на центрите на моќ во НАТО и околу НАТО дека единствен начин да се интегрира Република Македонија во НАТО и со тоа да се затвори јужното крило и да се поместат некои геостратешки позиции на НАТО како на Балканот, особено во пресред со бегалската криза и така натаму, е да ги убедат политичките елити во Република Грција дека постоењето на македонскиот народ е универзален трансисториски факт и дека нема друг начин освен тие да го признаат тоа како историско значење. Науновски, зошто мислите дека ако се постигне некаков политички консензус меѓу двете водечки партии, меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, дека тоа би било едно од можните успеси на патот кон евроатлантските интеграции? Мислите дека Запад смета дека има тука разлики и затоа нагазува на некакви промени? Да, токму на тоа мислам. Ако нашиот став бил цврст, тогаш можеби повторно ќе немаме шанси. Не, знаете зашто? Токму како што вие забележавте многу остроумно. Проблемот е зошто ни се случува помеѓу останатото и оваа криза во изминатија година и пол-две, е веројатно сознанието на некои центри на моќ дека во Република Македонија постојат луѓе, политички партии или центри на моќ, кои што имаат, условно кажано, помеки ставови во врска со менувањето, нели, на името на македонскиот народ и на македонската држава. Да се сетиме на изјавите на актуелниот лидер на СДСМ за виткање на рбетот, затоа што грците биле, нели, помокна држава и така натаму, да се сетиме на многу други изјави кои што го обезличуваат оној претходно постигнат консензус во врска со одржувањето на референдум доколку дојде прифатливо, условно кажано, прифатливо решение. Токму тука е проблемот зошто ни се случува во голема мерка според мене оваа криза во изминатиот период. Значи, некои се сигурно убедени дека доколку дојде друга власт, ќе се постигне менување на името и затоа ние мораме да бидеме внимателни затоа што оваа битка за името, која што е некаде лебди во позадина,
со сите овие политички случувања во изминатиот период, мораме да бидеме свесни дека тоа е нашата последна битка и дека влог во сета ова, во сиот овој обид за насилно уривање на легална и легитимна власт е веројатно идентитетско и историско обезличување на милениумското постоење на македонскиот народ. Ангеловски. Јас се извинувам, но жални се ваквите констатации дека е можно излезно решение доколку има прифатлива понуда. Не го Што реков е тоа. за вас прифатлива понуда? Не, Република Македонија ерго омнес, тоа е. Не го реков тоа. А што сакавте да речете? Сакам да кажам дека доколку постои цврст консензус помеѓу македонските политички партии дека нема менување на име и на идентитетот, А кој е според вас можното НАТО, излезно решение? Како? Кој е Не според... излезно решение да бидеме Република Македонија, да биде Република Македонија. Значи, ме разбирате? Значи не менување на име е апсолутна позиција. Значи, токму затоа... Ако вие зборувате само, ако вие мислите за тоа дали НАТО е се уште стратешка опција на Република Македонија, тоа е веќе друго прашање за кое што треба да се дебатира. Јас сакам да разговараме за нешто друго, значи зборувате дека постои помека варијанта во СДСМ и потврда варијанта, а истовремено велите дека е можно ако имаме некакво решение. Значи не постои друго решение освен Република Македонија и за ништо друго не можеме да разговараме. И затоа велам дека се наоѓаме во ќорсокак. Можно е она што велите дека партиите ќе најдат консензус. Мене не ме интересира консензусот на партиите. Повторно сакаме да влеземе во замката на племенски главатари кои би се договориле. Не. Ставот на овој народ е дека нема менување на името. Завршена приказна. Како говорите во името на народот? Јас не говорам во името на народот. Анкетите говорат во името на народот, а јас ви ги пренесувам. Значи, анкетите говорат јасно дека доколку е услов влегување во НАТО и во ЕУ менување на името, народот тоа не го прифаќа. Значи, јас само го пренесувам ставот на народот кој е искажан на повеќе анкети во последно време. За македонците. За македонскиот народ. За македонскиот народ. Анкетите се прават на целата територија на Македонија, на група од 1000 и нешто испитани, се уклучени и албанци, и македонци и други, кои што... Мислам да бидеме прецизни за анкетите кога говорите, само на тоа инсистирам. Значи, македонскиот народ не се согласува со промена на името за никакви интеграции. Дали се тоа евроатлански, дали се тоа НАТО интеграции, дали е тоа затварање на јужното крило на НАТО, односно затварање на зелената трансверзала. Се станува збор за референдум, нели беше дека се распише референдум. Ако се распише референдум, се претпоставува дека некој можеби ќе гласаат за, против, ако има понуда, што ќе биде прифатлива. Вие говорите како да е тоа завршено ad acta. Затоа се чудам на тврдоста на ставот. Значи не може да биде поинаков ставот ако произлегува од искажаните ставови на граѓаните на Република Македонија на јавно изведени анкети од за тоа реномирани куќи. Значи, јас зборувам за она што македонските граѓани на повеќе анкети во последните години го кажале. Не сакаат. Ако е така, не, тоа е несомнено дека постои длабенски консензус. Партии нема да мрднат со ставовите. Не, сега ќе не е така. За жал сега имаме ситуација кај што двете политички партии се залагаат за референдум. Дури и СДСМ го вметна во политичката програма дека и тие се исто така за но знаете каде е, почитувани колеги, знаете каде е големата опасност и каде мислам дека господинот Страшо можеби го преценува во таа политичка смисла гласот на народот, кој што несомнено има длабенски консензус дека нема да има никаква промена на име и на идентитет. Знаете зошто? Затоа што има мигови на општа политичка слабост на политичките елити во Република Македонија. Па, например, во изминативе 2 години се случија толку антиполитички, толку антирационални постапки и одлуки на политичките партии, кои што одат наспроти секоја волја на народот и на граѓаните на Република Македонија. Што е Пржинскиот договор, ако не нешто што е против интересите на државата и на народот? Значи, понекогаш подсилен меѓународен или било каков притисок. За жал, политичките елити и некои политички партии потпаѓаат под тој притисок и донесуваат одлуки кои што се наспроти политичките интереси и потреби на народот. Затоа ве велам дека е многу битно за сврстување на позициите, дека мора да има задолжителен референдум ако некогаш дојде прифатливо име, компромисно, условно кажано име, но
во право сте, такво име нема да дојде, односно да го компромис, затоа што единствено разумно и рационално решение е Република Македонија ерга омнис. Инаку, јас повторно ќе кажам дека имам зошто да се подпирам на токму на народот, затоа што токму во овие 2 години народот докажа дека знае што сака и знае што прави. Пржинскиот договор ја нема таа тежина на евентуалната промена на името за да овој народ изреагираше против Пржинскиот договор. Пржинскиот договор ја доведе Република Македонија во една ситуација од која не е во ќорсока, од која има излез и затоа народот меѓутоа народот го сочува мирот и стабилноста на оваа држава. Народот не се поведе по погрешно интерпретираните нешта од 5 или 3 или 4% од луѓето во оваа држава кои сакаат да наметнат погрешна перцепција, кои денеска наметнуваат погрешна перцепција со протести, со упаѓања на универзитети, на факултети, со се она што со насилни протести, да. Народот ја покажа својата зрелост и народот седи и чека избори. Народот чека на избори да каже што понатаму. Несомнено, меѓутоа немојте да заборавите, господин почитуван, господин Страшо, дека во Република Македонија постојат политичари кои што се однесуваат многу ирационално. Замислете многу реалистична ситуација. Дојде некоја антидемократска власт, дојде некоја власт која што наеднаш ќе потпише некако компромис, условно кажано, на штета на македонскиот идентитет име. Мислите дека тоа не е можно? Што тогаш ќе се случи? Се разбира дека граѓаните, народот ќе реагира и ќе настане веројатно некој вид на граѓанска војна или на спротивставување на македонскиот народ со своите во случај нелегитимни институции. Тргнавте според желбата на Заев. Не, дојде некоја власт. Предупредувам. Како ќе дојде таа власт? Значи повторно треба тој народ да ја изгласа. Затоа зборувам за мудроста на народот кој нема да дозволи. Така треба да биде, меѓутоа што ни се случува 2 години насилни протести, обид да се дојде да се сруши легална и легитимна власт, значи на насилен начин да се дојде на власт. Токму тоа ни се случува и јас само предупредувам дека секакви сценарија во Република Македонија се можни затоа што премногу ирационални ситуации и контексти се внесува во изминатите 2 години во Република Македонија. Јас разбрав и обајцата на некој начин дека помалку или повеќе или помалку има една диспропорција меѓу тоа што е желбата на народот и поведението на политичките партии. Еднаш ка рековте некои политички партии, друг пат рековте сите политички партии, бидејќи Пржинскиот договор го подпиша сите релевантни политички партии, зад кои што стои народот. Предпоставувам некако сите овие стои народот. Не говориме народот дека овие партии подпишале некои партии кои што се анонимуси, има 100 луѓе зад нив, значи зад нив има, ако не сите, најголемиот број од граѓаните кои што им даде доверба. Значи, тие партии сепак одлучуваат во име на народот и во наше име како ќе се однесуваат и спрема Пржинскиот договор, и спрема тоа дали ќе има референдум, доколку дојде понуда што ќе треба да се разговара и сегашните партии на власт, значи преговараат и сметаат дека или сметате дека едни партии имаат сепак потврд став, а другите партии имаат помек став. Тоа е вашиот став околу. Да, па јас помнав, на пример, сетете се на прочената неславна изјава на господинот Заев за виткање на рбетото. Дали, бидејќи има мала разлика во ставовите тука, на Уновски, сметате дека Грција токму затоа е потцврста во ставот ерга омнес, мислите дека таа не е под притисок на меѓународниот фактор да попушти во однос на прашањето? Па јас не забележувам никако сериозен. Или затоа што е членка на Европската унија? Помеѓу останатото, затоа што е членка на ЕУ и на НАТО. Значи, незините позиции се многу посилни во таа преговарачка смисла од позициите на Република Македонија, несомнено. Меѓутоа, јас воопшто во изминатите 25 години не забележувам посериозен меѓународен притисок врз Република Грција во смисла за објаснување дека постоењето екзистенцијата на македонската држава, на низината современа форма, представува некаков вид на, условно кажано, опасност за низините национални и државни интереси. Целиот притисок е насочен кон Република Македонија, особено македонскиот народ, преку различни инстанции и на различни начини. Сетете се, од Лисабонската декларација до ден денеска имате толку очигледни примери на жесток политички, економски и секаков притисок единствено врз Република Македонија да прифати некој компромис кој што истовремено во самиот миг, ако с краја да се случи, ќе значи целосно анихилирање на нашата горда светла македонска историја. И токму тоа е целта
не велам на политичките елити на Грција, токму тоа е целта на непријателите на Македонија. Да не одсечат од нашиот историски континуитет. Затоа што народ без историја е изложен на современите процеси кои што во голема мерка се антиидентитетски насочени и антиколективни оние процеси кои што се случуваат со така наречената глобализација или ако сакате американизација. Но при тоа ние мораме да бидеме свесни дека единствено постојаното артикулирање на цврстиот став дека нашето име е нашиот идентитет, што е исто, и дека менување на една буква или запрека во нашето државно име ќе повлече при тоа секакви рационални барања кои што во еден миг ќе доведат до тотално физичко исчезнување на нашата единствена држава Република Македонија. Знаете зошто? Затоа што има такви сосема очигледни изјави на некои грчки политичари дека тие потоа консеквентно ќе може да бараат промена дури и на крштеници, умреници и така натаму, затоа што ќе има и затоа ние не смееме. Мораме опасноста да ја увидиме, да ја согледаме. Ставот на Грција дека е таков, но Ангеловски кога говоревте за македонскиот народ, македонското општество за разлика од грчкото е мултиконфесионално, мултиетничко. Во власта и во опозицијата имаат албанци, турци, македонци, чија намера да станеме членка на Европската унија и НАТО, покажуваат респект околу решавањето на името досега, значи не е немало некои конфликтни ситуации околу тоа, па сепак тие се дел и од власта и од опозицијата и во креирањето на јавното мислење, а ним можеби не име толку битно името колку нам што ни е битно. Како да ги согласиме политички, општествено овие малку ги поедноставивме работите. Значи не е овде во прашање само тоа дека не дојде работава денес тука ќе оменуваме, само кажам колку е сложен како по-широки ситуации, геостратешки битки во кои Македонија, ако досега била монета за подкусурување, сега е најголемиот жетон на столот за комар. Зашто станува збор? Значи, јас ова сум го зборувал, меѓутоа, очигледно морам да го повторам, бидејќи многумина од луѓето едноставно им е полесно да размислуваат површно во овој момент. Ние имаме обид за враќање на втората светска велесила на политичката сцена, односно Руската Федерација. Ние имаме обид за американска хегемонија на целата земјина топка. Ние имаме обид за затварање на јужното крило на НАТО, кој тргнувајќи од Брисел треба да стасува до Афганистан, Пакистан и така натаму. Меѓутоа, истовремено тоа јужно крило на НАТО во својата реверзибилна насока би била пак доаѓање на исламскиот, радикалниот ислам назад кон Европа, односно од Пакистан, Ирак, Афганистан, назад кон Брисел и кон срцето на Европа. Од друга страна, имаме трансферзалата север-југ, која историски Русија постојано сака да ја поврзе, односно од Северното до Белото море. За среќа или за несреќа, двете трансферзали во овој момент се сечат токму овде во Република Македонија, се сечат и малку посеверно во Република Србија, во просторот на Медвеđа, Бујановац и така натаму, каде што сме сведоци и дека се случуваат нешта кои не сакаме да се случуваат. Од тука, како Русија би успеала да ја пресече трансферзалата исток-запад, за да ја воспостави собствената, само доколку Република Македонија и Република Србија не станат членки на НАТО. Со станувањето на Македонија и Србија членки на НАТО, трансферзалата исток-запад е дефинитивно поврзана и Русија нема да може да ги оствари своите историски претензии за трансферзалата Северно море, Бело море. Од тука, Грција, која знаеме дека е исклучително јак историски партнер на Русија, е единствениот играч преку кого Русија може тоа да го оствари. И јас ви тврдам дека утре и да дојде Заев или било кој би виткал кичма и би менувал име, и да го прифати некое наметнато име, повторно Грција нема да сака тоа име. Значи, затоа зборувам за ќорсокакот, затоа што играта е многу поширока. Грција постојано ќе биде таа која нема да прифаќа било какво име. Ами Грција, ако требаше да прифати било какво име, тогаш веќе требаше ние да бидеме членки на НАТО,
под референцата БРМ. Според Хашката судот пресуда е илустрација токму на ова што го зборува. Значи, според се, ние веќе можевме да бидеме членки на НАТО и Грција можеше да се согласи под тоа смешно име БРМ да станеме членки. Меѓутоа, Грција, за да го оневозможи поврзувањето на исток-запад трансверзалата, постојано ќе го завлекува проблемот со нашето име барем во блиска иднина, тоа нема да се случи. Од тука сме малку, да не речам, сме малку небитни сите политички елити во Македонија, сме малку небитни сите етнички идентитети во Македонија по тоа прашање. Значи, токму и сите да се согласат, да седнат четирите партии, како во Пржино, што се согласија околу Катица Јанева, да се согласат сите дека ќе го сменат името, верувајте ми дека повторно Грција тоа нема да го прифати. Така некако треба да се разгледуваат нештата. Ако тука сега пак го додадеме и желбата на Турција за регионално, завладување со просторите на Балкан, каде што смета дека е. Посебно ми е важно да видам како таа ќе се однесува како сила. Одиме прво со реклами, а потоа имаме неколку изјави што сакам во контекст на разговорот да ги пуштаме од Париз, кои што ги најав на почеток, но влеговме во дебата, па ќе ги пуштиме малку подоцна. Значи, одиме само со реклами, а потоа продолжуваме со дебатата. Да, отворено студио, телевизија Нова, гости Тони Нуновски, Страшо Ангеловски. Застанавме кај Страшо Ангеловски. Се отворија неколку прашања, од едно прашање на друго. Билким ќе објасниме точно некои работи за кои што господин Ангеловски, по она што преска го кажавте, значи Грција излегува двоен играч кој што добро работи во интересите на Русија, но добро работи за американската кауза и за Англија, за држави кои ја создадува како држава, нели, своевремено. Не се свесни американците што прават грците? Па свесни се и токму затоа сега презедува нова стратегија и нова иницијатива во врска со Македонија, бидејќи видува дека Грција со постоењето на Македонија постојано ќе го блокира влезот на Македонија во НАТО и во Европска Унија и нели поврзувањето на јужното крило. И сега новата стратегија нивна е уништување на Македонија. Значи, новата американска стратегија е Македонија бидејќи не може вака да се совлада, новата стратегија е Македонија да не постои. И јас ќе ви кажам, јас до 2011 година самостојно настапував на сите избори. Првпат влегов во коалиција со ВМРО ДПМН, затоа што увидов дека сите антимакедонски сили, се што беше против Македонија, се обедини во битката против Македонија. 2011-та. Јас во тој момент сватив дека единствена, моќна, организирана политичка сила, која може да се спротивстави. Ние сите сме политички партии, меѓутоа единствена моќна политичка сила, организирана политичка сила, која може да се спротивстави на тие антимакедонски тенденции е ВМРО ДПМН. За жал, тоа го сватија и непријателите на Македонија. И затоа е целата оваа игра која денеска нам ни се случува. Тие кои сакаат да ја нема Македонија го сватија истото, дека единствена, организирана, моќна политичка сила која може да се спротивстави на антимакедонските тенденции и на обидите за уништување на Република Македонија е ВМРО ДПМН. Играта ви е повеќе од јасна. Играта е да се разбие ВМРО ДПМН, да се разбие јадрото на ВМРО ДПМН, за потоа да се разбие и да се уништи Република Македонија. А зашто не русите не сакаат да се уништи Македонија? Пошто имаат те две трансверзали, исток и север. Затоа што на русите... И тие сакаат да не постои можеби Македонија, бидејќи Грција ќе биде Србија и Грција ќе бидат соседи, како што декларираат. Тогаш зошто не мислиме дека Значи, на Русија и одговара постоењето на Македонија, затоа што се додека постои Македонија како можност за неменување на името и спречување, на Русија одговара постоењето. Второ, затоа што во американските планови поделбата на Македонија е меѓу Албанија и Бугарија, а не меѓу Србија и Грција, како што можеби посакуваат српските и грчките политички елити. Затоа ни се случува ова што денеска нам ни се случува. Затоа почнуваат тие специјални јавни обвинителства да постојат. Затоа е барањето сега пак за специјален суд кој ќе бил во корелација со специјалното јавно обвинителство. Ма тоа се глупости, тама работа. Значи, треба... Оваа држава не смее да дозволува веќе такви
неуставни и неуставни институции како што е треба преку монтирани процеси. Јас не знам дали се монтирани или не телефонските разговори, затоа што верувам дека сум еден од малкумината кој не слушнал ниту од тие телефонски разговори. Затоа што сметам дека е тоа перверзно воајерство е да слушате туѓи разговори. Но дека ќе има монтирани судски процеси со кои ќе се сака да се разбие јадрото на ВМРО ДПМН како единствена моќна политичка сила која може да се спротивстави, да бидете повеќе од сигурни. И од тука во овој момент ние имаме обврска да ајде да речам да поставиме еден прстен, она што го прави македонскиот народ во овој момент, застанува во заштита на единствената организирана политичка сила која може да се спротивстави на уништувањето на Македонија. Ова што господинот Страшо, морам да реагирам, затоа што ова што господинот Страшо го каже, навистина навлегува во суштинските прашања за длабинските причини за сето оваа криза во која што некои центри на моќ насилно, многу валкано, со приватни телефонски разговори и така натаму не внесува. И со тоа го дестабилизира релативно континуираниот прогрес на Република Македонија во сите аспекти. Меѓутоа, јас се плашам и дека ова што господинот Страшо го кажа звучи многу ужасно лошо за сите нас. Не смееме, не секам ни да помислам дека навистина американците или НАТО се непријател на Република Македонија. Она што господинот Страшо го кажа. Јас не верувам во тоа. Затоа што можеби некои центри на моќ кои што се поврзани по некои линии и така натаму, можеби тие навистина имаат поинакви перцепции, планови и стратегии за Република Македонија. Но официјалната американска политика се надевам и верувам дека не сака да ја сруши легалната власт на ВМРО ДПМН и останатите. Република Македонија никогаш не скршнала до ден денеска од евроатлантскиот пат. Нашата ориентација кон ЕУ и кон НАТО е стратешка опција на Република Македонија која што е поддржана од повеќето големи македонски политички партии. И тоа е несомнен политички факт. Но знаете што при тоа беше многу симптоматично? На почетокот на оваа вештачки создадена криза од СДСМ и останатите. Имаше една изјава на актуелниот амбасадор на американски амбасадор во Република Македонија Джес Бейли, која што помина релативно незабележано во јавноста, но и јас ја забележав и имав неколку текстови на врска со таа изјава. Неговата изјава, која што ми беше многу чудна и долго време размислував што таа практично значеше, беше она на која што се надевам ќе се сетите, дека конечно Република Македонија треба да се врати на евроатлантскиот пат. Потоа во различни варијанти таа изјава се повторуваше до ден денеска, но видете луѓе, Република Македонија никогаш не ни скрснала од евроатлантскиот пат, за сега да се враќа. Како некој вид на сценарио во кое што Република Македонија со бомбите и со овие другиве работи ќе не дисциплинираат затоа што можеби обидот на Република Македонија да стане економски понезависна држава и да ги отвори опциите, особено инфраструктурни, енергетски и така натаму со Јужен поток, потоа и со Турски поток и така натаму. Ако тоа во некои центри на моќ се интерпретирало како скршнување од евроатлантскиот пат, па сега некои центри на моќ шпиунски, полушпиунски, преку шпиунски материјали и бомби се обидува да го срушат ВМРО ДПМН и ДУИ, се разбира, тоа е навистина страшно сценарио. Јас не сакам да верувам во тоа. Јас се уште верувам на официјалните изјави на американската политика. Ние имаме конечно и стратешко партнерство подпишано со Соединетите американски држави, една од ретките држави во светот. Ние се уште имаме економски лоши показатели во меѓусебната трговска размена. Меѓутоа да не забравиме дека ние сме пер капита еден од најголемите контрибутори во мисиите, во мировните мисии на НАТО. Не забравете дека ние ги исполнуваме сите услови за членство во НАТО. Главна пречка е проблемот со Република Грција, односно блокадата. Она што загрижува во овој контекст е тоа што не се почитуваше Хачката пресуда уште првиот ден откако беше донесена. Значи, меѓународното право е на страна на Република Македонија несомнено.
Но многу беше страшно тоа што следниот ден од изјавата на тогашниот генерал на НАТО, односно председател на НАТО, беше дадена изјава дека НАТО нема обврска да ја почитува Хашката пресуда и тоа е многу симптоматично. Тоа покажува дека веројатно има, ова што господинот Сташев го кажуваше, веројатно има центри на моќ кои што имаат многу лоши стратегии и планови за Република Македонија. Но единствена брана, како што вие добро тоа го споменавте и го прецепиравте, е длабинскиот консензус на Република Македонија да си ја сочува државата, да ја сочува демократијата и единствениот демократски процес на добивање и на губење на власта и се разбира при тоа да не дозволи било каква промена на македонското име и на идентитетот, затоа што тоа ќе значи во ист мики физичко анихилирање на македонскиот народ и на нашата единствена национална држава. Морам, значи видете, господин Науновски, вие велите дека не можете да верувате дека Америка може да биде непријател. Не можем и не сакам да верувам значи, во тоа. во политиката, во геостратешките односи, нема пријателства, има интереси. Јас не велам дека Америка е непријател на Македонија. Јас само велам дека Америка сака да реализира своји интереси. Дали Америка беше непријател на Ирак, на Либија? Дали Америка беше непријател, да речеме, на поранешната Југославија? Не беше непријател, меѓутоа нејзините стратешки интереси и диктираат такво однесување. Јас зборувам за тие односи, значи не велам јас дека некој мене во Вашингтон едноставно вели јас страшно не го сакам. Тие цело време се обидуваат да не внесат во НАТО. Што ако станеме членка на НАТО? Како можеме да исчезнеме како држава? Кој цело време се обидува да не внесе во НАТО, љубиш? Америка. Значи, ако Америка се обидуваше нас да не внесе во НАТО, Америка до денеска ќе успееше нас да не внесе во НАТО. Како пиун и да не клади во НАТО. Ако можеше Америка да ги смени режимите, условно речено на Садам Хусеин, на Гадафи и така натаму, дали не може да поразговара со Грција и да ја убеди дека ние треба да станеме членка? Ама ете велите дека Грција тврдорев, дека не разговара, не ги убедува. И толку затоа. Ама ете можеби во идно ќе станеме членка како БРМ. Може ќе понуда таква опција. Бидејќи не постои таква опција, доаѓа читано на ризика што се говори. Американски аналитичари им предлагаат на американските власти да постапат последно. Беше Хашката пресуда, меѓутоа не ја почитува. Да знаете, ама прашање и ние дали ќе сакаме да ја прифатиме. Треба да знаете дека во Бугарија и во Албанија веќе се подготвуваат за оваа опција на Америка за распадот на Македонија. Треба да знаете дека Кочо Данај... Ама ние тоа нема да го дозволиме. Не, тоа е друго прашање, дека Кочо Данај, советникот на Сали Бериша, човекот кој е главниот промотор на големо албанската идеја, веќе објави книга за природните држави на Балканот, во која книга, нели, за да не звучи грдо за човечките уши, голема држава или ваква или онаква, тој зборува за природни држави, во кој кажува дека на Албанија исследува природна држава како што исследува на Бугарија и ги исцртува границите. Инаку демократска Бугарија, чии на пример премиер Бојко Борисов зборува за недемократијата во Македонија, пред 10 дена имаше галерија на карикатури, се викаше 103. Знаете зошто? Затоа што Бугарија била на 103-то место по слобода на изразувањето. И таква демократска Бугарија, која за нас зборува за недемократија, а е на 103-то место, исто се подготвува за можната варијанта која Америка сака да ја спроведе. Да видите, овие планови за кои што зборува господинот Страшно се апсолутно познати во јавноста. Значи, планот да се подели Република Македонија помеѓу Бугарија и помеѓу Албанија, затоа што не заборавајте, двете држави се веќе членки на НАТО. А членки на НАТО не можат и не смеат да војуваат помеѓу себе. Тоа сценарио е многу опасно и релативно реалистично, имајќи предвид што се случи во 2001 настаните во Куманово и така натаму. Значи, можно е да има такви планови, но тоа несомнено ќе значи голема балканска војна. И јас мислам дека големите центри на моќ и сериозните држави имаат предвид дека македонскиот народ на секој можен начин ќе се спротивстави на секој насилен обид да се сменат границите на нашата држава. И токму затоа Република Македонија мора да одржува, се разбира, добри дипломатски реакции со сите и соседни држави, меѓутоа и со големите светски сили. Затоа што обидот да се држи изолирана Република Македонија надвор од евроатлантските интеграции,
апсолутно значи не само во поширок геополитички простор намалување на влијанието на НАТО и на мокните држави кои што се предводници на НАТО, особено на Балканот, Германија, САД и така натаму, туку ќе значи и ослабување на можноста за економски, инфраструктурен и секаков вид друг продуктивен развој на Балканот и во тој контекст на Република Македонија. Ќе сакате да ме убедите дека, например, Албанија ги исполни сите услови за влез во НАТО? Или дека, например, Бугарија и Романија ги исполнија сите услови за влез во Европската Унија? Една Бугарија во која денес просечната пензија е 160 лева или 4800 денари. Една Бугарија која живее страотна сиромаштија, која нема исполнето ниту 30% од она што се бара од Македонија да го исполни за да стане равноправна членка на Европската Унија. Зашто ние овде денес зборуваме? Бугарија што не е на трансферзалата ни една ни друга, само тоа е нашата мана и судбина. Видете, и Бугарија е влезена во трансферзалата исток-запад и е успешно веќе внесена внатре. И Албанија е успешно внесена внатре, но не е на другата, не е на трансферзалата север-југ. Цел живот беше во таа трансферзала, во Варшавскиот пат, секогаш беше со. И затоа ви должам сега едно објаснување зошто реков преска дека затварањето на јужното крило на НАТО реверзибилно значи доаѓање на, за да не бидам погрешно разбран, на радикалниот ислам. Значи, исламот си е историски присутен и овде, и во Бугарија, и на просторите на Балканот, но зборуваме за радикалниот ислам. 1995 година, кога Туџман и Милошевиќ ја договорија поделбата на Босна, тогашната американска администрација го притисна Туџман уште утредента да го повлече тој договор, цитирам, заради историска средба на исламот и католицизмот. Значи, ова е цитат од обраќањето на американската администрација до Туџман. Второ, 2010 или 2011 досегашниот турски премиер Давутоглу на еден конгрес во Сараево, во Босна, истакна дека основен приоритет на турската надворешна политика е возобновување на отоманските вредности на Балканот. Значи, не вели турските вредности на Балканот, туку отоманските вредности на Балканот. И така натаму, и така натаму. Зато, значи, го должев ова објаснување, за да знаеме зашто зборуваме. Добро, ќе направиме мала пауза, да ги проследиме изјавите од Париз, каде што на почетокот рековме дека се одржува самит посветен на Западен Балкан. Нема да ги резимирам изјавите, оставам да ги слушнете самите моите гости, а потоа ќе ги прокоментираме, но генерално во нив се говори за продолжување на Евроатлантскиот пат на Македонија, за економска регионална соработка. Значи, ова беше одлична прилика и одличен сигнал. После Германија, па Австрија, Франција го презеде преседавањето со самитот ЕУ Западен Балкан. Главната порака од овој самит од земјите членки на Европската Унија е дека Балканот и понатака останува подрачје кај што приоритетно е за членувањето Европската Унија. Европската Унија ја задржува политиката на отворени врати. Беа искажани повеќе размислувања во трите сегменти кои што беа дискутирани на самиот самит, а тоа е миграциите, безбедноста и европската политика. На моје задоволство и на задоволство верувам на сите граѓани, многу често беше искажана благодарноста кон Република Македонија за справување со кризата, посебно со квалификација дека Македонија европски се однесувала во делот на менаџирање на мигрантската криза. Исто така дискутиравме за сфери од областа на безбедноста, за нашите аспирации во НАТО, ја реафирмиравме нашата позиција дека наш врвен приоритет е членството во Европската Унија. Како резултат од овој самит е потпишувањето на договор за отварање на регионална канцеларија за млади, значи еден од акцентите беше ставен на младите и перспективата на младите од регионот, така да се јас сум задоволен од дискусиите, од темите, од заклучоците кои што произлегоа од денешниот самит. Во принцип билатералните спорови понатака остануваат пречка за членување во Европската Унија. Беше кажано дека членството на Западниот Балкан во Европската Унија треба да биде во ситуација кога ќе бидат надминати билатералните спорови. Наша позиција тука многу јасна, значи ние сме проактивни цело време во тој правец да ги надминеме билатералните спорови. Значи тука пред се мислам на спорот со нашиот јужен сосед во дело на разликите со името
и да најдеме заедничко прифатливо решение кое што би ги деблокирало нашите евроатлантски процеси, така да билатералните спорови и понатака остануваат нешто кое што така Европската унија ќе го притиска Западниот Балкан да бидат решавани. Па она што го кажав во текот на денот се уште важи вечерва, она што може да се констатира дека и премиерите и лидерите на државите се посветени кон задржување на европската перспектива за земјите од Западниот Балкан. Дел од проектот што беше започнат од канцеларката Меркел во делот на финансиски средства продолжи на овој самит, но сите средства не се исцрпени. Имено постепено како еден начин на приближување кон стандардите на Европската унија, оно што се обидува Европската комисија да го направи е да на еден начин како стимуланс да даде грантови за конкретни проекти, но потребно е паралелно со тие грантови државите да спроведат определен сет на реформи, а и самата проектна документација да биде подготвена на соодветно ниво. Како што е познато, уште во Берлин првиот проект кој што реално и беше одобрен и кој што добива грант средства од оваа програма е проект кај што учествува Република Македонија. Тоа е се средства во износ од 12 милиони евра за изградба на далековод кон Албанија и тој проект ќе почне во скоро време да се реализира. Ние предлагавме и други проекти, за сега тие не се влезени во агендата, но сепак средствата од грантот што е наменет за програмата за Западен Балкан се во многу мал износ алоцирани. Така што најверојатно во идните 2 до 3 години јас верувам дека овој процес нема да заврши со Рим, каде што е следниот состанок, туку можеби ќе се провлече уште неколку години, што е една од иницијативите што ние предложивме на овој самит, да уште едно 20 на проекти добијат доноски средства, а веројатно и износот, барем тоа беше пораката од комесарот Хан, дека доколку се предложат соодветни квалитетни проекти, спремни на соодветно ниво и државите продолжат со реформите, ќе се најдат дополнителни средства на страна од оние што се ИПА средства, туку овие се посебни и се дополнување на тоа. Така што Македонија останува посветена во делот на реформите и креирањето на поволна бизнис клима, поврзувањето со соседните држави, што е една од целите на Берлинскиот процес во делот на транспортната мрежа, но и во делот на креирање на заеднички пазар на електрична енергија. Значи, таа идеја во Берлин дојде токму од наша страна, енергетската заедница ја прифати и денеска е еден од главните мотиви на оваа конференција да се интегрират енергетски пазарите, нешто што ние се заложувавме и што го изминете 5-6 години, но беше потребно да се најде еден голем спонзор на целата идеја. Токму и затоа пред 2 години го предложивме, таа е прифатена како идеја и сега сите држави работиме во таа насока. Во делот на олеснување со трговијата, веќе ние подпишавме и соодветни договори за олеснување со Република Србија. Во преминот во Табановце е одбран како заеднички граничен премин, бидејќи не е доволно само да имате квалитетна транспортна мрежа или завршени коридори, доколку поради административни пречки било компаниите или граѓаните на двете држави или патниците кои поминуваат во тие коридори се задржуваат на границите, така да потребно е овие административни работи да ги завршиме и целиот овој процес на еден начин можеме да го искористиме и како еден начин да заврзаме со реформите, бидејќи знаете како е, кога гледате дека определени држави прават определени реформи, тогаш се создаде дополнителен притисок и вие да ги стигнете. Така што ова е на еден начин порамнување, но по најдобриот. Оно што е најдобар, сите се обидуваат да го стигнат и тоа настанува како една репермерка за сите останати. Во некои области ние сме тоа, во некои области се други држави, но некако сите заедно како група со овој процес се движи малку побрзо напред и мислам дека конечно кога сето тоа ќе биде завршено, ќе бидеме многу поблиску до Европската унија, до влез таму, но и конкретно самите услови за водење бизнис и за граѓаните ќе бидат многу подобри од оние што се сега и ќе се постигне што ни е крајна цел и влез во Европска унија и подобрување на животниот стандард на сите. Во политичкиот дел мислам дека најзначајниот сигнал беше дека во моменти во кои Велика Британија одлучува да ја напушти Европската унија, двете движечки сили во самата Европска унија, Франција и Германија,
упатуваат силен сигнал дека сите ветувања во поглед на интеграција целосна на Балканот во Европската Унија остануваат и се на маса, нема поместување во тој дел. За сите оние кои има заборавено во меѓувреме колкава е цената на изостанување на Балканот надвор од Европската Унија, како што можеше да се потврди во текот на кризите и војните дејства во 90-тите, мигрантската криза веројатно беше еден добар потсетник, тема на која многу јасно стана дека Европската Унија мора да соработува со земјите од регионот и дека најдобар начин, најевтин начин да се обезбеди сигурна, безбедна, мирна Европа е преку интеграција на Балканот во рамки на Европската Унија. Овој тип на соработка веруваме дека ќе продолжи и во следниот период и една работа е јасна дека без германската и француската поддршка сите овие работи би биле под знак прашални. Па, во изминатиот период, мислам дека повеќе се втемели една перцепција дека најкарактеристичен извоз за Балканот е извозот на проблеми. Но ние во изминатиот период докажавме дека можеме да бидеме од една страна регионот кој најбрзо расте во рамки на европскиот континент и регионот од кој зависи и самата стабилност, безбедност, сигурност, просперитет во Европската Унија. Мислам дека и со ризиците со кои се соочува Европската Унија во доменот на радикализацијата, и во делот на мигрантската криза, и во потребата за поголема конкурентност на европскиот континент, Балканот е фактор кој придонесува за поголема стабилност и поголем успех. Ова мора да биде изразено и преку одлуките кои се носат и во Европската комисија и на Советот. Останува она клучното прашање, а тоа е отстранувањето на билатералните блокади, особено кога доаѓаат од земји членки на Европската Унија. Тука Хрватска денес и Србија испратија јасна порака дека ги оставаат зад себе билатералните прашања кои ќе се решаваат во процесот на преговори. Србија ќе води преговори со Европската Унија. Можеби овој сигнал треба да биде примен и од оние кои се дел од Европската Унија, а да речеме го попречувале во минатото македонскиот напредок кон ЕУ интеграција, да се обидеме да овозможиме процесот за пристапување кон Европската Унија, да биде методот преку кој ќе ги надминуваме билатералните прашања. Добро, ево сме повторно во отвореното студио на телевизија Нова. Изјавите беа малку подолги, но намерно ги оставивме за да можеме да ги прокоментираме. Се надевам дека не ве деконцентрира. За да помине што повеќе време од емисијата ги оставивте, така? Не е така. Видете, имаше неколку клучни точки кои што беа дел од овој разговор што го водевме тука. Значи, оваа власт е дел од политичкиот консензус во Македонија и таа експлицитно кажува дека останува посветена на евроатлантските интеграции. Задоволството што го искажа нашите политичари е дека и членките на Европската Унија смета дека Македонија треба да стане членка на Унијата и на НАТО. Од изјавата на министерот за надворешни работи слушнаме дека Македонија, односно Балканот, е фактор на стабилност на Европската Унија и дека продолжува тенденцијата за добивање донации, грантови и странски инвестиции во Македонија. Значи, и со работката со регионот, и со Косово, и со Албанија. Ангеловски. Дали е на погрешен пат Македонија, што сака да стане член? Не, најверојатно е на вистинскиот пат, меѓутоа, она што велите дека и европските политичари изразиле таков став, тоа е само дали ние ги чувме ставовите на европските политичари. Давајте, Курц експлицитно рече дека Курц и на никој друг. Госпожа Меркел рече дека влезот на земјите од Западен Балкан ќе оди поединечно, дека не може да дојде во прашање. Не регионално, да. Тоа земја поединечно се мери. Од друга страна, чувме дека 12 милиони, цели 12 милиони евра ќе бидат вложени во енергетско поврзување на Македонија и Албанија. Би било жално да не е смешно. Знаете ли колку, например, Кина вложи само во Србија минатиот месец? 10 милиарди евра. Знаете ли дека Кина има издвоено 743 милиарди долари за инвестиции надвор од Кина? Зашто ние зборуваме за какви големи инвестиции од Европската Унија овде во Македонија или во регионот? Да не се залажуваме со бомбончињата, со шарените бомбони кои се уште се обидуваат како на мали деца да не ги даваат. Значи, една од нештата заради кои сето ова се случува е и влезот на Кина, која исто така сака да воспостави една сообраќајна трансферзала со брзата железница од Солун до Будимпешта и со пловниот Дунав-Вардар од Солун до Будимпешта. Од друга страна, овој состанок на Европската Унија е многу јасен показател за
ајде да бидам благ, паниката која веќе постои со излегувањето на Велика Британија и сега се врти вниманието кон земјите од Западен Балкан. Меѓутоа, се врти повторно со стапот и морковот, повторно со шарените лижавчиња. Единствено што е точно и што е вистинито е дека Европската Унија е уплашена од бројката на можни бегалци кои треба да влезат во Европа. А јас ќе ви ја кажам, таа се движи до 34 милиони бегалци кои би требало да поминат од Африка и од Блискиот исток за да влезат во. И само тука ние имаме вистинска поддршка и само тука има пофалби за Македонија и само тука уште се бара вистинска соработка, но се бара заради интересите на земјите од Европската Унија, а не затоа што сакаат да ја заштитат нашата безбедност. А што препорачувате вие, да можеме сами да се справиме, да откачиме Европска Унија, да чекаме? Ние мораме да соработуваме. Не гледаме дух колективен. Македонија не може да биде остров од голем град во преспанското езеро полн со змии кој ќе обстанува сам. Меѓутоа, сакам да бидеме искрени и чисти пред гледачите, пред македонскиот народ, да знаат какви се состојбите. Јас не велам дека ние можеме сами, ниту пак во кризата со бегалците и со мигрантите можеме сами. Меѓутоа, од друга страна пак и Европа треба конечно да свати дека навистина мора да соработува со нас. Вие треба да знаете дека Европската Унија определи 52 милиони евра за бегалската криза која се случуваше минатата година. Но знаете ли кому ги даде? Ниту едно евро не влезе во касата на Република Македонија. Сите беа дадени на невладини организации кои работеа против Република Македонија. Значи, дајте да ги отвориме картите и да се знае што се работи. Тие 52 милиони евра требаше да влезат во касата на оваа држава, за да бидат зголемени платите на војниците кои дење и ноќе спиеа онаму на границата со Грција, за да можеме да купиме нови кебиња за војниците, за да можеме да ги воспоставиме нештата кои ни се потребни како стандарди. За тоа јас зборувам. А ако ние повторно дојдевме денес да бидеме задоволни дека ќе добиеме 12 милиони со кои ќе направиме еден далековод помеѓу Македонија и Албанија, не е тоа соработката и не е тоа искрената соработка заради која ние ќе треба час поскоро и уште повеќе да посакуваме да станеме членка на Европската Унија. Европската Унија мора да почне да се однесува и кон нас како кон рамноправен партнер, како кон земја, како кон луѓе кои вредат исто колку што вредат и нивните држави. Да, но вие рековте на почетокот и во средината на емисијата на Науновски им одговоривте дека во политиката нема желби, треба, туку има интерес. Доколку Европската Унија има таков интерес, ќе го направи тоа. Ако нема таков интерес за кој што вие говорите, нема да не третираме начин на кој што позакуваме. Ете тоа е тоа. Но ние не смееме да бидеме задоволни со таквиот однос на Европската Унија кон Македонија. Тоа е мојата констатација. Јас мислам дека Република Македонија треба и мора во согласност со своите национални интереси да продолжи да се обидува да стане полноправен член на ЕУ и на НАТО. Без оглед на многу принципиелни дејства и политики на НАТО на Балканот генерално, а особено кон Република Македонија, затоа што некои епизоди, например, кои што се денес веќе фактографски потврдени. Како, например, учеството на некои центри на моќ во 2001, например, Арачиново и така натаму. Значи, има многу показатели кои што сугерираат дека не секогаш таа официјална политика, декларативна политика на НАТО е соодветствува на случувањата и фактите на теренот. Но без оглед на сето тоа, Република Македонија мора да ги одржи добрите релации со НАТО и со ЕУ, но при тоа не смее да не бара алтернатива на својот стратешки, особено економски, а зошто не и политички развиток, преку соработка со други мокни економски и политички сили, како што спомена господин Страшо, Кина, Русија и многу други. Конечно, барањето на алтернативни излезни, особено економски решенија е во интерес на стабилизирање и на зацврстување на автономијата и на суверенитетот на државата, што мора да биде клучна цел на сите на политичките партии во Република Македонија. Но знаете што е тука опасноста? Овој вакуум простор кој што се создава со ненаоѓањето на излезно решение овие 25 години, да речеме за НАТО, иако со ЕУ е малку покомплицирана ситуацијата, не наоѓање на можност, односно на ефективно решение како Република Македонија да стане полноправен член. При тоа, рековме, да изврши посилен притисок врз Грција да го прифати
историскиот факт дека македонската држава и македонскиот народ се реалност. Или, например, да ги променат интерните процедури на одлучување внатре НАТО. Да не може една членка да блокира заради билатерални некои нерешени спорови според нив, да не го блокира целиот процес на заедничко одлучување. Значи, можни се тука некои креативни решенија кои што можат Република Македонија да ја внесат во НАТО. Но зошто тоа не се случува е прашање за дилема и тука некои дилеми вечера беа поставени. И затоа скептицизмот на граѓаните во Република Македонија кон тоа дали е навистина стратешка реална опција продолжувањето на исклучивата ориентација на Република Македонија кон НАТО и кон ЕУ, дали е се уште добра за нашите национални интереси, ќе расте. Во оваа ситуација, доколку брзо не се најде решение ние да бидеме членка на НАТО и на ЕУ, мислам дека скептицизмот на граѓаните, како што забележуваат некои анкети со годините, ќе расте и при тоа се повеќе ќе стануваат актуелни некои идеи на ниво на Балканот, например Балкан без НАТО. Баш неодамна почна таа иницијатива, условно кажана, од некои интелектуални кригови и така натаму, да се движи низ државите на Балканот. Мислам дека еден лидер на политичка партија на Република Македонија присуствуваше неодамна во Русија за разгледување и за така. Ја потпиша декларацијата, покани денеска. Токму за тоа зборувам, значи иначе ќе беше интересно. Знаете што беше поинт? Но подолго време избегнува да дојде во оваа емисија. Не гледам зошто, меѓутоа видете, овие идеи ќе добиваат на интензитет доколку продолжи одбивањето на НАТО да најде креативно решение за хармонизација на нивните политики во однос на Република Македонија со нашите национални интереси. Затоа што не секогаш, за жал, во изминатите 25 години беше така. И Република Македонија мора да ги отвори сите можни опции за сопствениот развиток, затоа што единствено автономен продуктивен развој може да биде гаранција за задржување на нашите национални и државни интереси. Јас се извинам, на крајот пред крајот морам нешто да кажам. 20 и повеќе години на вакви телевизиски дебати, јас се соочувам со политичари кои тврдат дека влезот во ЕУ и НАТО нема алтернатива. Значи, нашите политичари до се уште се безалтернативни. Јас упорно кажувам дека не можеш да бидеш политичар ако немаш алтернатива. И сега, ние кои 25 години сме понижувани, сме држани во чекалницата, се работи се ова што се работи против нас, немаме алтернатива, а една Британија која имаше повластена положба во Европската Унија, која можеше да прави се што сака, пронајде алтернатива. Сакам да кажам, алтернативи секогаш мора да имате, инаку немојте да се занимавате со политика, зашто не и вредите на татковината. Ако тргнете само според она што некој ви го издиктирал, тогаш вие не треба да бидете во политиката. Алтернативите се можни. 90-та година кога го формиравме МААК, ние излеговме со теза за демилитаризирана и неутрална Македонија. И доколку таквата алтернатива успееше тогаш, верувајте ми дека историјата на Балканите ќе беше поинаква. И токму затоа, еве сега ќе најавам, дека сега една група луѓе кои го формиравме тогаш, кои работевме, повторно работиме на возобновување на МААК како една чиста идеја, како една чиста теза за иднината на Македонија. Господин Ангеловски, тоа е интересно што го споменавте дека Македонија за жал и за среќа, како рековте, се наоѓа на крстопатот на две трансферзали. Тоа мислам дека сите аналитичари што дошле тука се сложуваат околу таа теза, што значи следствено дека таа е важна, колкава идеја е важна на тој крстопат меѓу големите интереси, така? Значи треба да е важна. Иако е мала, звучи контрадикторно, толку мала земја да е толку во интерес на толку големи сили, па се тепаат околу себе, се борат како да исчезне или пак да се приклони кон една од овие големи велесили, односно големи сили. Тоаш прашањето е. Рековте дека луѓето што се занимаваат со политика треба да имаат опции, алтернативи и треба да знаат ако тоа е мана, како да го претворат во доброт. Значи, како од малата Македонија, која што се наоѓа на крстопатот на двете големи сили, ако е толку важна,
како тоа да направиме успех и да ја придвижиме таму каде што сакаме. Многу е лесно. Не велам каде што во ЕУ и во НАТО, таму каде што ќе сакаме да ја придвижиме. Значи, многу е лесно да направиме обид. Нешто друго, нека биде нешто друго. Да, не велам што е? Доколку господинот Науновски на почетокот рече дека е потребен консензус или црвени линии во однос на прашањето за името и за идентитетот, тогаш исто така е потребно сите политички партии да консензуално да се договорат дека имаме право да бараме алтернативи. Зошто го велам ова? Затоа што доколку сегашната владеачка партија почне да бара алтернативи, а опозицијата и понатаму продолжи да клечи и да се моли пред безалтернативното решение, тогаш постои ситуација во која многу лесно безалтернативното решение со еден голем притисок ќе донесе нова власт која ќе биде за безалтернативно решение. Но доколку имаме договор меѓу власта и опозицијата дека кој и да е власт и опозиција, ќе бараме и алтернативни решенија, тогаш нема да бидеме податливи на такви притисоци кај без алтернативното решение, односно на кале во најголемата амбасада. Ете, само така една држава може да бара алтернативи, доколку внатре е договорена дека барањето алтернативи нема да биде злоупотребено од опозицијата за да ја урне власта, доколку таа влегла во авантура да бара некаква авантура, некаква алтернатива која изгледа како подобра и како успешна за државата. За економска алтернатива. За економска алтернатива. Варшавскиот пакт не постои, говориме не за можеме да видиме. економска алтернатива, но можеме да говориме и за политичка, токму она што Маак го кажа. Неутралност и демилитаризација на Македонија. Знаете што, ако говориме и Науновски, вие ако велите дека кинезите одвоиле милиарди... 740. Мислам во Солун дека купија пристанеште. Не се сите пари за Македонија. Не, дефинитивно, тоа се инвестиции за надвор од Кина. Кина. Во Србија, веројатно, бидејќи им е поголема и поважна, но ако сме на иста линија, ако економскиот интерес ги тера државите да инвестираат на оваа вертикала, не само во Македонија, тоа ќе следи и политичкиот интерес. Па веројатно тоа беше најголемиот проблем зошто изминатите 2 години Република Македонија беше подложена на една агонична состојба и ситуација која што излезе надвор од сите параметри на нормалната на политичката рационалност. Во изминатите 2 години Македонија некои центри на моќ внатре и надвор ја направија тотална лудница. Нема никакви демократски политички принципи кои што мора да бидат клуч за политичкото делување на сите политички партии за доброто на народот и на општите интереси. Кога велите и во Америка некои центри на моќ, мислите дека не официјална Америка, него некои центри на моќ во Америка действуваат поинаку од официјална Америка? Па, веројатно е така. Официјалната политика можеме да ги слушнеме изјавите секојдневно да ги прочитаме. Да. Тие едно зборуваат, меѓутоа има знаци на кои што можат многу лесно да се прочитаат дека дури и обидот за економско зацврстување на Македонија може некому да му засмета и му засметало веројатно. Мислам дека започна сета таа приказна со Јужниот тек. И затоа што, како што вие добро сугериравте, со посилното економско осамостојување на било која држава, вклучително Република Македонија, и продор на капиталот, доаѓа и политичкото влијание. А токму тоа некои центри на моќ сакаат да го не сакаат да се случи во Република Македонија и затоа на со шпиунски материјали, со шпиунски валкани политички игри се обидуваат да струшат нелегална власт и да ја урнат со тоа државата и при тоа името е сигурно ќе биде с краја да е далеку било жртва на сета оваа валкана политичка. Ајде да бидеме попрецизни. Собствениците на мултинационалниот капитал ја користат американската надворешна политика како свое орудие за хегемонизирање на земјината топка. Не сакам да го кажам, иако позадина беше а го користат НАТО, доколку не можат преку американската надворешна политика, тоеш го користат НАТО како ударна тупаница, како во Либија, Ирак и така натаму и така натаму. Инаку, што се однесува до економија, ние сме сведоци дека во 5 држави започнаа немири истовремено, кога се најави турскиот потоп, кога се најави брзата железница од Солун до Будимпешта. Започнаа немири на Ердоган во Турција, започнаа немири со Сириза во Грција, започна
притисокот врз Груевски овде, врз Вучич во Србија, дури му беше донесен и Шешелј за да ги направи овој проблем и започна притисокот врз Орбан во Унгарија. Да. Значи, не треба да бидеме многу паметни за да нештата не станат јасни. Добро, ви благодарам за учеби. Завршивме негде кога сме при крајот, треба се подготвиме за вестите во 22 часот. Благодарам што бевте гости во отвореното студио. И јас ви благодарам. Следниот пат можете да изјавите да бидат малку подолги, за да имаме што помалку време за разговор. Добро, сепак беа во функција. Тоа денеска се случија тие работи. Сакаме да слушнеме што се случувало таму од нашите подрачи. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на Телевизија Нова.